Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Ти си мој, мили мој, само мој. Книгата на Никола Ристевски е за градот кој настана на темелите на древната населба Свети Никола, но и животот на жителите од првите познати записи па се до крајот на 20 век. Овој запис се навреќа на пајонците кои се нарекувале и звездени луѓе од локалитетот Била Зора, на полето на Мустафа, како што во турско го нарекувале Овчеполе, на животот во времето кога полека се оформувала современата населба со познатите институции кои ден денеска се одлика на градот. Новинарката и промоторка Миријана Василева го спомна податокот дека според некои пишувања Свети Прохорчински потекнува целото Ерџелија. Направивме еден приказ што значи едно место кое што е културолошки, цивилизацијски многу познато и многу старо, повеќе од било кој над земјината топка, и умеѓу време каде што знаеме дека многу е мал бројот, ја новинарски го кажувам тоа, многу е мал бројот на млади луѓе кои што во сега во овој момент си заминуваат негде надвор во Европа и одат сегде. Никола е единствениот кој што остана во ова наше Свети Николе, кој што се бави. Сигурно претпоставувам дека имал маки кој што како новинар и како писател и истражувал најдел на големи пречки, меѓутоа големата негова верба и тоа упорност, можеби тоа е ген и на дедо Лазо и на другиот дедо новинаров, кои што во основа беа основоложници за нешто да се даде надвор. Жал ми е што во моментот нема дописник од Свети Николе за да може повеќе тоа да се слуша. Тоа е многу болка на Источна Македонија, бар јавниот сервис, ево јавна критика, не постои никаква можност. Понапред постоја наши луѓе. Јас им уветив на Никола, налетав во документација на Македонска радио телевизија, нашите поранешни дописници, драги и како се викаше покојниот Слободан, имаат направено може 2 сата да се направи документарен филм. Авторот Никола Ристевски е магистар по економски науки, но својата енергија насочил кон публицистиката и податоците врзани за Овчеполскиот регион. Преку оваа книга сите читатели може да се запознаат со што е тоа Овчеполска котлина, Овчеполски регион или старата Овчеполска земја. Јас користам извори на литература од пред 10, 20, 50, па дури 150, 170 години, така овие книги после 50, 100 години, ако обстане планетава Земја, ќе ги читаат некои идни генерации. Во оваа книга авторот Ристевски е со многу љубов за родниот град Свети Никола, но пред се навраќа на наследството на неговите двајца дедовци, новинар и историчар. Деловите од весници кои што можете да ги забележите се објавени пред околу 40 години. Овде имаме поместено дел од 1977, 78 и 79 година, подпишани најчесто со иницијали РГ, оставени како семено наследство од мојот дедо Ристо Гонев, кој што бил долгогодишен дописник на Нова Македонија, па така од него го имам добиено ова, а од другиот мој дедо Лазар Серафимов, кој што беше историчар, имам добиено една огромна збирка на книги, кои што ми овозможија преку барањето на цитираната литература во тие книги, преку интернет да најдам уште повеќе книги во физички достапни библиотеки, да ги пронајдам тие стари списанија. За изработка на оваа книга користам над 20 дигитални физичко достапни библиотеки и повеќе од 100 наслови на не само книги, туку и на научни текстови од научни списанија, весници и што ли уште не. А сега во продолжение го покануваме градоначалникот на општина Свети Николе, господин Сашо Вилковски, да ги поздрави присутните. Повелете. Добро вечер и од мене, почитувани гости од Скопје, наши средниколчани, почитувани сограѓани. Чест ми е што вечерва го започнуваме 50 годишниот јубилеј на Домот на културата Крсте Петков Мисирков. Творење, традиција, јас мислам дека поголем белег од работењето на самиот Домот на културата, ќе кажат и самите вработени, е ова вечер. Чест ми е да бидам дел од презентацијата на книгата на нашиот сограѓанин Никола Ристевски за Свети Николе, главната наслеба во Овчеполската котлина. Ќе видите сами од самата книга дека не враќа години наназад, кога Свети Николе од една обична населба прерасна во вистински град.
Во Овчеполскиот регион, во Свети Никола и околните населби, Ристевски посветил најголем дел од своето творештво. Зад себе има 7 дигитални и 7 печатени изданија, едиција со 3 зборници. Во подготовка е и документарен филм, чија промоција ја најавува за 1 месец, кога и би требало да излезе неговата следна книга, насловена за овчеполските работи. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk